Посакувам добре дојде на нашата нова сезона од Христијанскиот философски форум. Еден настан што го почнавме пред неколку години заедно со професорот Солунчев, со Ристо, и кој што успеа да стигне до неговото второ продолжение. И всушност това е првата средба од таа група на дискусии во втората сезона од Христијанскиот философски форум и се надеваме дека ќе продолжиме понатаму. Мислам дека имаме доста висок старт со нашите гости сега, со отец Ивица Тодоров и со нашиот пријател Костан Милков од Балканскиот институт за вера и култура. Така? И отец Ивица, го знаеме како отец Ивица, но и со Сдруженијето До дома. До дома. Движење за организирана духовна обнова на Македонија. Всушност во чие студии се наоѓа? Во чие студии се Добро наоѓаме. Точно, ние сме ем домаќини, ем гости, кај отец Ивица. Ова едиција на форумот ќе оди онлайн, за разлика од минатиот пат кога бевме со стандардно физичко присуство, со присутна публика и така натаму, ќе одат онлайн дискусиите, тогаш кога ќе имаме можност како сега. Барем ние кои што сме дискутанти на форумот, ние ќе се собереме во живо, и други ситуации ќе имаме дискусии на Zoom. Сега, темата која што ја предвидовме за денеска е една многу интересна, многу актуелна тема, која што е, или другото, верувам, интересна и предизвикувачка за нашите гости. И би пошол од една основна предпоставка, а тоа е дека етичките постулати на христијанската вера и култура се апсолутни, непроменливи и општо важечки за целото човештво и сите време. Секако во денешно време ваквото тврдење би наишло на силно негодување. И многумина би се соблазниле од него, што пак нема да е нешто ново кога станува збор за евангелската проповед. Зошто етиката на христијаните да важи за сите? Зошто таа не се приспособи на времето, потребите и разбирањата на современиот човек? Ваквите приговори навистина би биле легитимни доколку меѓу општо важечките и надвремените етички начала на христијанството не би стоел принципот на човековата слобода. Токму тој принцип ја утврдува инхерентната диалектика на христијанскиот морал, која не допушта тој да деградира во некаков тоталитарен теократски систем. Друго прашање е дали секогаш успевало. Од ова перспектива, вечерва би се осврнале на предложената тема за моралот и вредностите во контекст на преданието и модерност. И покрај совршенството на христијанската етика сама по себе, ние се судираме со проблемот на интерпретацијата. Во оваа смисла, во посланието на светиот апостол Павле до коринтијаните се говори за тоа како лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Имено не е доволно етичката проповед само содржински да се основа врз евангелието, туку е потребно и методолошки да произлегува од него. Воспротивно се судираме со проблемот на морализирањето. Тоа е оној вид на морал кој погледнат низ призмата на новозаветните настани го именуваме како фарисејски. Друго прашање е што морализирањето не треба да се разбере како ексклузивна собственост на религиозните видувања за морал, туку и на секуларни, кои критикувајќи религијата за морализирање и недоследност, самите запаѓаат во истото искушение. И покрај надвремениот карактер на христијанската етика, таа секогаш стои пред задачата да стапи во диалог со времето во кое битисува и действува. Современиот граѓански, културен и религиски плурализам представува предизвик за нашата генерација. Преку него сме повикани да се соочиме со светот, но и со самите себе си и да се запрашаме на кој начин ќе ја споделиме со овој и ваков свет
неменливата порака на Христовото евангелие. Пред се дали ќе побрзаме да се идентификуваме со некои од световните идеолошки тенденции, како либерализмот или конзервативизмот, како десничарството, левичарството, како глобализмот, суверенизмот и така натаму. Или пак ќе се обидеме да понудиме одговори што ќе бидат посебни и независни од нив, а истовремено ќе ги земат предвид и како дел од стварноста во која живееме и на која и се обраќаме. Тоа обраќање традиционално го именуваме како мисија. Она што останува да се одговори е како таа мисија денес може да се осмисли со оглед на апсолутниот карактер на евангелската вистина од една страна и плуралистичкиот контекст на живење од друга страна. За ваквиот карактер на проповедта и на мисијата и на диалогот сведочи и составот во кој што се наоѓаме денес. Ние вака исто јас ќе се абстрахираме како домаќини. Пред нас имаме православен свештеник по вокација и Коста Милков кој што е протестантски пастор исто така по вокација. И би сакало тие различни перспективи да поразговараме на сите овие прашања кои што сега јас вака едно врз друго ги нафрлив. Верувам дека барем за добар дел од нив ќе успееме да поразговараме. Ова е тој мој воведен импулс што би го дал кон ова дискусија и би го предал зборот на нашите гости. Не се договоривме одапред кој ќе биде втор. Мислам дека секој од вас двајца може да се надобрзе со своето кажување на ова што Ние па е тен гост. Значи тоа аз ли гостин сите сме на некој начин домаќини. Нито случај само постае гостин во секоја смисла. Така што предноста му даваме на него постае повеќе. Колку прво кажам добро вечер на сите и на тука што сме домакините, присутните, вие што не следите онлайн, исклучително големо задоволство и чест ми е да можам да бидам повикан од страна на организаторите на Христијанскиот филозофски форум и се разбира тука во овие простори, јас не сум прв пат, повеќе пати со Ивица другаруваме долго време, па и со така да кажем со оваа цела група, највели на друг начин сигурно со години, но најважно од се дека да, гостин сум, супер што сум гостин, се чувствувам како дом. Тоа е најважната работа да ја кажам за сега. Инаку темата исклучително според мене интересна, исклучително важна. Извадена од еден мал контекст во првото послание на апостол Павле до Коринтијаните, 15 глава 33 стих, што е всушност исто така нешто многу интересно. Не сум разговарал со организаторите директно, но претпоставувам дека и не е случајно дека баш таа фраза е изберена, бидејќи таа се наоѓа во една од така да кажам, силните, мокните прикази на апостолот Павле за феноменот или за вистината на воскресението. И кога тој им пишува, пред да ги каже токму овие зборови, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи, всушност укажува, апелира до неговите читатели, дека сето тоа што тој го прави, за сето тоа што тој се бори. Вика, во Ефес се борев со животни, така кажува, како во арена. Ако Христос не воскреснеше, зошто јас вака живеам? Зошто би го правел ова, што јас сега го правам? Тоа е, значи, контекстот на овие зборови. И тоа даден во многу интересна констелација, спој меѓу цитат од Исаија, кој се наоѓа во 22 глава 13 стих, и го цитира античкиот писател на комедии и на драми Менандер. Тоа веќе ви покажува каков човек е Павле и како тој го разбира светот во кој што тој тогаш живее. Доаѓа од една јудаистичка позадина, доаѓа од една конкретна ситуираност на човек кој е евреин, кој пораснал како евреин и како фарисеј, и преку неговото преобраќање, значи, сега проповеда, меѓутоа воопшто не се лишува од тоа да користи конкретна филозофска мисла на денот. Ова е едно од трите места каде што Павле цитира пагански филозоф, на другите две места се Епименедес и Аратус. Но контекстот е воскресението,
А воскресението се разбира претпоставува што? Отелотворување. Не може Христос да воскресне како човек, Богочовек, ако пред тоа не бил отелотворен. Без воскресение залудни се сите заложби на Павле. Етосот на Павле, според мене, тука во овој контекст, почнува токму од таму. Едно е отелотворувањето, друго е воскресувањето. Меѓутоа, што се наоѓа меѓу тие два феномени? Меѓу овие два феномени се наоѓа животот, делото и учењето на Господ Исус Христос. И Павле не повикува на еден ваков етос. А што тоа првенствено за него значи? По вознесението, мандатот на црквата, поточно телото Христово, е да го живее точно она што Христос го покажал со своето дело и со своите поуки. На едно друго место Исус ќе каже: во светот ќе имате маки, но не плашете се, јас го победив светот. Наша задача е, сега, може би тука ќе звучи многу храбро, речи си дрско да кажам, ние како христијани да го победиме светот. Но како да го победиме светот? Не со сила и не со моќ, туку со само пожртвуваност за тој ист свет. За ова има многу убаво и многу умесно пишувано во една од неговите најнови книги, поранешниот архиепископ на Кентербери, на Англиканската црква, Роан Билинс. Тој ваквиот начин на христијански живот го нарекува, и јас го цитирам сега, одржлива правда. И сега парафразирам. Поточно заедничарење во кое безбедноста на заедницата не е целосно заснована врз релации на моќ. Со други зборови, според Роан Билинс, христијанската заедница никогаш не може да биде заедница која правдата мисли дека може да се задоволи само со моќ. За правдата е неопходна вистина. Тоа е неговото тврдење со кое што јас целосно се согласувам. На трите јазици за кои што тука зборуваме сега, од каде се влече ова идеја за правда? Дали еврејски, дали грчки, па дури на нашиот македонски убав јазик. Правда, сите три, етимологијата на зборовите е поврзана со следнава идеја. Правдата е поврзана со вистината. Значи, не може да бидеш праведен ако истовремено не ја разбираш реалноста. Правда значи дека нешто соодветствува со реалноста. Во другите словенски јазици, правда, во буквален смисла на збор, значи вистина. А правдата е да се препознае реалноста, да се именува и како таква да се почитува од цела заедница. А препознавањето е поврзано со познавањето, познавањето е поврзано со знаењето и како што познатата крилатица вели, знаењето е моќ. Ова е милието, врз кој што Евагри Пунски во 4 век ќе ја постави дијагнозата на човечкото знаење. Според Евагри Пунски, дијагнозата на човечкото знаење е дека тоа е заразено од страстите. Страстите, извртените, извите порените страсти го заразиле. И оттаму нашето препознавање според Евагри на реалноста станува диаболично. Пред малку со Ристо баш и разговаравме на оваа тема, точно за терминот диаболично или демонско, затоа што е водено од лични интереси. Оваа дијагноза го сведува прашањето на моето знаење е што можам јас лично да извлечам од тоа за себе како лична полза. Сега, кој е лекот според Евагри е да препознаеме на кој начин е Бог праведен. Со тоа што е верен на себе си, како крајна реалност. Бог е праведен со тоа што не може да биде ништо друго освен Бог. Бог е вистински вистинит, така да се изрази. Затоа тој спроведува правда врз своето создание и врз создадената реалност. Праведно е она кој е во согласност со вистината. Да го цитирам Атанасий Велики од 4 век. Доброто е добро, вели тој. И тоа е извор на добрина. А доброто за ништо не завидува. Зашто Бог не е завитлив за постоењето на која било твар. Затоа тој ги создал сите твари од ништо преку своето слово. А тоа е нашиот Господ Исус Христос. Бог едноставно дава по собствена волја без при тоа да бара ништо за возврат. А што е тогаш најфундаменталната стварност? Бог, кој е најфундаментална стварност, создава нешто што е стварност, ама е создадена. И што е најфундаменталната стварност во оваа создадена стварност? Тоа е
фактот дека Бог станал човек. Со тоа Павле ќе ни каже дека Бог се испразнил од својата божественост во посланието до Филипјаните во 2 глава, а додека пак самото отелотворување е принцип на самооткажување. Сега самооткажувањето за нас луѓето е можно само преку превоспитувањето на страстите. Тоа го зборува и Евагрий, но особено ова е нагласено во корпусот на делата на Григори Ниски. Како да се превоспитаат овие страсти? А како тоа се постигнува? Се постигнува со посветеност на правдата. Кажувањето на вистината на центрите на моќ. Значи, не се изолираме. Кога викаме дека не сакаме моќ, тоа не значи дека сме слаби. Сакаме да кажеме, не ни е потребна моќ за да воспоставиме правда. Но она што сакаме да го направиме е на моќта да ја кажеме вистината. Од ова следи дека да се действува праведно во плуралистичен свет е категоричко одбивање и воздржување од какво било, вклучително и религиозно морализирање. Секоја идеологија завршува во морализирање. Христијанството исто така може да стане идеологија ако престане да биде вера. Затоа што христијанството, според мене, не е идеологија, не смее да води во морализирање. Значи, не сакаме да имаме моќ во светот. Тоа е едно од главните пораки на Христос. Ако сакам, сега Бог ќе пратеше 12 легии тука, меѓу вас, и ќе ме ослободеше од ова римско и не е битно какво еврејско и какво друго робство или пак закана за смрт. Не. Не сакаме да имаме моќ во светот, но му ја кажуваме вистината на светот заснован врз моќ. Затоа што го сакаме доброто на сите. Ова е многу убаво напишано во делото за државата Божја од Августин. Кога тој зборува и им објаснува на луѓето кои не се согласуваат со него, тој вели, мојата најглавна желба зошто пишувам спротивно на тоа што вие неќите да го слушнете, е затоа што сум загрижен за вашите души и за моќниците кои се занесуваат дека се станати богови. Значи, да се действува одговорно по прашање на правдата, значи да се действа соодветно со действата на Богочовекот Исус Христос. Тоа е вистинскиот етос. Етосот, обичајот на христијаните, моралот, истите зборови се тие коренот и море и етос. Истите идеи ги повлекуваат. Етосот на христијаните не е етички кодекс. Етосот на христијаните е да се наследува Христос, Богочовекот отелотворен, воскреснат и вознесен на небото. Со ова ние признаваме дека сме надвор од можноста себе си да се прогласиме за праведни во некаква идеолошка смисла, ова е многу битно. Христијанинот никогаш не настапува од принцип на тоа дека тоа што ние го правиме е дефинитивно праведно и затоа кога ние го правиме е секогаш како што треба, а кога некој ни се противни, тогаш се ние жртви. Тоа е идеологија. Христијанството никогаш тоа не го прави. Никогаш за себе не тврди дека е во целост праведно. Единствен праведен е Бог. Праведноста ние може да извлечеме само од совршеноста на Бога. Затоа христијанските морални дејства и етосот, добрите обичаи на христијаните се во силен контраст со идеологијата која секогаш ни ветува дека ние сме добри и праведни, а другите се зли. Ваквиот став секогаш создава синдром на жртва. Ние сме секогаш закинатите, другите секогаш за нешто не закинати. И ова е со суштина и етиката, за жал во фрагменти незавршена, на прерано непочинатиот, туку екзекутираниот теолог германски Дитрих Бонхофер. Значи има дело кое се вика етика, но за жал во фрагменти. За него, во него, е едно од пресудна важност да се одолее на светот да се сведе врз термини на моите желби. Вака вели, го цитирам сега, ја немам цитатот тука пред мене, што се вика од памет, од памтење. Главната теза на христијанскиот живот не е тоа како јас ќе се извлечам себе си од дадена ситуација и се представам како праведен, смирен, добар и така натаму, туку како идната генерација ќе живее. Врз основа на оваа етика, тој вели, јас светот одбивам да го сведам врз термини на моите желби. Не, напротив, христијанската етика, и сега се враќаме на повторно теологот и филозоф Роан Уилијамс, според него вистинската христијанска етика е контемплативно самоиспитување или созерцување на нашата внатрешна состојба
Во оваа контемплација или созерцување, секогаш мора да се создаде место за наративата и приказната на другиот. Од она што страда Балканот, јас верувам, е дека премногу од нашата приказна, премалку од приказна на другиот. Тоа е предиспозиција за создавање заеднички простор, каде што секој се залага за благосостојба на сите. И ќе завршам со цитат на еден социолог и филозоф, жена од Канада, незиното име е Жан Цвики. Тие имаат напишано заедно со нејзин колега книга која се вика Learning to Die, Wisdom in the Age of Climate Crisis, или да се учи да се умре, мудроста во време на климатските промени или кризи. И таа вели вака: што повеќе сме му посветени на светот, во само заборав, посветени на светот, на животот, на оно што е околу нас, на доброто, толку помалку имаме желба да го контролираме. Колку повеќе сме исплашени за светот, толку поголема желба имаме да го контролираме. А јас имам добра вест за сите нас христијаните. Нема зашто да се плашиме. Христос го победи светот. Толку затоа, колку повеќе му се посветиме, толку помалку ќе имаме потреба да го контролираме. Според мене, тоа е основата на филозофско-теолошката, екзегетска, новозаветна, па и во предание на христијанството замисла како добрите обичаи на христијанството треба секогаш одново да се држат до суштината на пораката на Евангелието, а при тоа секогаш да бидат релевантни за дадената околности, без при тоа да се чувствуваат дека на каков било начин се закана за каков било естаблишмент. Добро. Значи, обично одиме вака цик-цак домаќини и гости на поглед. И се надоврзувам на овие расправи и на отец Милан и на Коста. И оно што мене ми било секојаш јасно го осеќал како опасност. И многу филозофи и теолози го истакнувале. Може би две опасности за христијанството, кое што всушност бива демнето од тоа плуралистичко општество. Или во желбата да се додвори на современиот свет, да се претвори во некаква философска спекулација која што ќе биде издигната на високо ниво, во смисла да ги одобровали луѓето кои никогаш нема да станат христијани, да го прифатат во една хегелијанска перспектива дека е тоа на некој начин гледање низ на понизок облик, низ слики, представи, она што науката и философијата ќе го изградат во поим. Во таа смисла, кога ќе ги дојдеш до поимот, дали имаш потреба од представите, реално хегелијански немаш, но сметаш дека и патот по кој што е стигнато до поимите е битен, ги задоволува одреден тип на луѓе, но и во таа традиција го прифаќаш тоа како некакво предание кое довело до совршеноста на истината и тоа се исцрпува во една, да кажам, филозофска спекулација на некакво повисоко ниво. Од другата страна има она опасност која што можеби секогаш демне било кој човечки дух кога се собира во некаква заедница и се идентификува со одредена идеја. Од и христијаните се идентификуваат со одредена идеја или се идентификуваат со идејата на Христос и биваат се нарекуваат христијани. Сега проблемот е што секоја индивидуа има свој етос и секоја индивидуа создава кога ќе се собере во заедница создава одреден етос на заедницата или одредена етика, а моралот го извлекуваат како некаква заокружена принципиелност на етосот кој што секогаш во својот нуклеус е многу повеќе отворено отколку заокруженото морализирање. И затоа морализирањето е крај на етосот, според мен. И опасноста од тоа Христос да се сведе на некој обичен човек кој што создал само одреден морал кој што е вака симпатичен, може би подобар од другите, оригинален и секогаш имам предвид она што
Оскар Вајлд го вели во De Profundis. Таа една мощна, интересна негова книга, напишана од затвор. Знаеме, тогаш е осуден врз база, првиот осуден врз база на вербален, тоест на сведочење на друг човек. Значи, друг човек за мене кажува вака и врз база на тоа ме осудува. Значи, за некакви се експерименти што тој ги правил, тој во затвор се кај и доаѓа до една христијанска Библија во затвор и почува да ја чита. И вели за Христос. Христос се вика како уметничко дело. Во допирот со него се преобразуваш, како што човек се преобразува од некој уметничко дело. Уметничкото дело не те суди. Нема морал кој го застапува од таа страна. Едноставно ти се преобразуваш во допирот со него. Значи, обичен човек кој создава морал не може да те преобрази. Може да те преобрази нешто што е комплетно ја задржува идејата за недофатливоста и трансцендентноста. Именно само Бог е бесконечен во своето, да кажам, во својата живост. Луѓе го забораваат тој како некаков абстрактен поим. Јас секогаш имам тако чувство на неверојатност кога ги читам старозаветните четива и кога таму Бог ќе каже Авраме, јавно вели Евен, што е жив Бог. Значи, уметничкото дело на тој начин ги преобразува луѓето. Или ќе се преобразиш, или нема да се преобразиш. Тоа се случува и со Марија Магдалина. Во допир со Христос, буквално, како што едно уметничко дело делува. Значи, не те суди, не те подложува на морал, не те морализира и не прави од тебе потоа ти да создадеш морал, кој што ќе можеш да ги судиш луѓето. Ми се чини дека во плуралистичките општества христијаните мораат да бидат сол. Значи, во оваа смисла, дека апсолутно да не копнеат воопшто за морал. Едноставно да го гледаат светот како нешто што се случува, да се грижат за него, да учествуваат во таа комуникација, на таа плуралност, но дека не би можеле да побараат луѓето да го прифатат христијанството како некаква форма која што е апсолутна. Затоа што во тој случај би воспоставиле некаков систем на морална подобност, а тоа никогаш не сакале да го прават. И од друга страна, оваа ситуација со Оскар Вајлд е многу интересна, затоа што до крајот на човечкиот живот ние не знаеме што тој човек испадне. Може да се случи да го промени целосно живот и да живее 15 дена и тие 15 дена да го испера најгрешниот можен живот што постои. И затоа ми се чини дека во тој плуралистички свет оваа идеја на Оскар Вајлд, дека Христос, но тоа може да се разбере само ако Христос остане Бог. Ако се сведе на некој морален учител, ние губиме предвид сета идеја на уметничкото дело. И затоа може да се искаже Бог во човечко тело, тоа е преобразбата. Што Бог кој што нема никаков контакт со нас, не може да се преобразиме. Може да воспостави закон, но не би имал никаква комуникација. Тој жив Бог, всушност е она што преобразува како некакво уметничко дело. Во таа насока ми се чини дека со тие плуралистички општества треба да се сведочи исто така како што Христос сведочел за себе и за вистината што ја изразува. Тоа преобразува. И може да биде искажано во не посредувана комуникација на две човечки души. Те можат и да молчат, може да биде присутен меѓу нив Бог. Тоа е нешто недофатливо, неискажливо и таа полнота и богатство на животот на христијанинот никогаш нема да биде сватлива за луѓето однатре. Имено, она што Киркегор го вели, никогаш целосно она што е внатрешно нема да стане надворешно. Ние ќе мора да живееме со таа тежина на внатрешноста
во вакви транспарентни плуралистички општества кои што инсистира дека се треба да биде надворешно и да биде кодифицирано од видливите системи на морално подобие, идеолошко подобие, државно подобие или било како. Таа внатрешност што не може да биде посредувана од нивен систем, мислам дека е многу клучна за етосот и солта на христијани. Ево ова вака како говорит за мојот драг отец Ивица. И тебе концепцијата. Имам тија концепцијата. Значи, имав една идеја која сакав да ја споделам, но вака слушање го Коста и тебе. Имам 3 точки сакав јас да ги спојам. Она што ми доаѓа од Коста, тоа е тој суштински аспект на тоа внатрешно созерцание и контемплација, увидување на внатрешниот човек, на тоа кои сме, што сме и какви сме, без тоа ништо не сме. Тоа е суштинскиот аспект на живејќи во вакво општество, како што видите Ристо, кое потикнува на надворешност, а се што е внатрешно да се изгуби, е нешто со кое навистина може да се избориме ако имаме луѓе кои живеат активен духовен живот или активен внатрешен живот или активен живот во Светиот Дух или активен живот градејќи во тој однос со Творецот, со живиот Бог. И тоа е тој првиот момент, значи да го благодарам Коста за таа насока. Тоа истото го спомна Ристо, ние сме солот. Ние, види јас во последно време имам многу сериозен проблем да се идентификувам. И кога говориме за христијанство, со кои христијани да се идентификувам, има разни христијани. Понатаму, јас искрено кажам дека ние како христијани можеби повеќе се снаоѓаме во ова плуралистичко општество или во овој либерално-глобалистички идеолошки контекст на поставеност и вреднување на животот, но помалку се, можем да кажам помалку, а скоро воопшто не се снаоѓаат црковните институции. Тотално не се. Според моето доживување на нештата, можам да аргументирам, некако тотално се загубени, не можат да фатат чекор со нештата што се случуваат во нашата реалност. Тоа е третата точка, реалност е многу битен аспект. Зошто сето тоа се случува, зошто нашите црковни институции некако не можат да се снајдат, затоа што се уште тежнеат за онаа средновековна моќ која во еден период си ја земале сосем спротивно на Христос и сосем спротивно на Евангелието и сосем спротивно на пораката на радосната вест. Значи, Бог, тој што е таквиот како што е, за да делува преку нас, ние први треба многу сериозно да го доживееме лично, длабоко во себе си, првото блаженство. Блажени се сиромашните по дух. Блажени се сиромашните по дух. Тоа е првото блаженство, или Свети Григори Римски, или првата скала, таа духовна скала, духовна лестница на нашето вертикално себе самореализирање или остварување на нашето спасение во Христос. Значи, и кога човек ќе го почувствува тој момент на сиромаштвото со дух, тоа не е проклетство, туку блаженство, затоа што разбира дека по логиката на реалноста на овој свет, секоја моќ во овој свет е смешна, дури апсурдна. Само оној нашиот духовен непријател, на нашиот непокаен ум, непреобразен ум кој е затворен во оваа тродимензионална состојба од паднатост и замраченост, само на таквите умови го тој иминетира, како да кажам, желба за моќ. И таквите личности, всушност не може да се говори за сета црква, него таквите личности во црквата направиле многу сериозни проблеми во црквата, затоа што тој дух што ни го внесувале во црквата е духот на овој свет, тоа е моќта на овој свет, да ги покориш другите, да морализираш, да ја прифатат мојата вистина,
тоа е многу дрско, само Христос може да каже за себе си дека е вистина. Секој од нас е само создание Божјо кое е прифатило, сега никои не прифаќаат, да тргнат во процесот на стекнување на вистина или осознавање на вистина или гносис, вистински гносис, вистината која ќе не ослободи. И во тој процес има еден текст, јас се вика вака патчиња и светулици. Значи, во овој свет се нуди еден пат, кој е решение, тоа е Христовиот пат, односно Христовата вистина, вистината за Христос и тоа што Христос нам ни го откри во Светиот Дух и во Светата Црква, тоа е тој процес на наше спасение или наше внатрешно исцеление, реализирање, подготвување за вечен живот. Сега, многу интересно е што во тој процес, колку повеќе човекот духовно напредува, толку повеќе се абстрахира од желбата да биде моќ, односно да ја црпи мојто од овој свет и да наметнува мој. Дури како што вели Свети Максим Исповедник, и кога ќе појдам кај братот свој, јас својата волја ја оставам пред прагот на неговата личност. Значи, сега, на тоа не може да го говориме дека сите христијани го доживеале во себе си и го имаат во себе си. Значи, христијанството е процес, и затоа јас кога говорам за христијани, говорам за луѓе кои се во процес. Кои се во процес на само себе спознавање, кои се во процес на само себе очистување, кои се во процес на богопознание. И сега ги имаме и оние христијани кои ние ги нарекуваме свети, кои доаѓа до тој степен да се откажат од егото, затоа што егото веќе не им е потребно, затоа што имат нешто што е многу постилно како одбранен систем, затоа што егото не е одбранен систем. Тоа е многу интересна тема, може многу да се зборува за тоа. Сега таквите личности кои тотално се отишле во кенозис, во истоштание, во себе само понижување, или како што имаме ние во православната црква, тоа се јуродивите и така натаму. Има разни начини како тоа се стекнува, но тешка е битката со егото. Сега кога ќе дојдеме до тој момент, или кога ќе дојдат или дошле, ќе дојдеме да е Божи и ние, до тој момент да се откажеме од егото, да се откажеме од желбата за мој, тогаш Бог почна на нас да не потреба. Тогаш стануваме Него. Тогаш. Затоа што до тогаш и идејата за Бог, и вистината за Христос, и вистината за црквата, ако сме без покаяние, ако сме без процес на духовно само себе очистување, ако ја немаме таа контемплација или созерцание, ако го немаме увидот на реалноста во овој свет, тогаш ние ќе заглавиме со моќ. Сега, ако личностно сме пораснале, сме го доживеале сите овие нешта, тогаш започнува мисијата. Тоа е најбитниот момент. До тогаш мисијата е суштина проекција на тоа што јас мислам дека е. Например, има еден момент, многу често, така моите парахијани, духовни чеда, пријатели ме прашуваат, добре, Бог е еден ти исти, вчера и денес и утре и така натаму. Зошто денес во црквата, во ова време, нема такви чудеса како што порано се случува? Има местења и така натаму. Ама чудеса, во вистинска смисла на зборот, оние чудеса ги читаме ние од Евангелијето, од житијата и така натаму. Јас сега не можам да кажам дека сум толку паметен, па сум дошол до одговорот сам, туку еве, од и размислување, и молитва, и читање и така натаму. Значи, ние немаме христијани, членови на црквата со таква квалитет на духовен живот, кои се откажале од егото, кои се откажале од желбата за мој, да Бог преку нив да делува. Затоа што Бог не би делувал преку човек кој е жеден за мој, гладен за мој. Тој демон не ќе стане како оној што отпадна. Да, страшно е, сатанизам е тоа. Затоа во ова време мисијата на црквата, јас како што ја гледам, како што било е всушност сите векови, е
втемелена на оние личности кои навистина искрено, крајно посветено, со една сериозна емпатија на луѓето околу себе си, со навистина реално доживување на тоа што е љубов, што тоа денеска многу се злоупотребува, што е љубов, слобода и така натаму, особено во плуралните општества, тоа се многу често употребувани термини кои многу се осиромашени од истинското значење, дури и погрешно се насочени. Сега, според мене, мисијата на црквата, на новозаветниот народ Божи, оди преку личности кои навистина се отвориле искрено за Бог, имаат духовни плодови, не се исечени од гранката, не се суви гранки, туку се уште имаат во себе си сок и отворени се за сокот Божи, тоа е силата на Светиот Дух, присуството на Светиот Дух. И сега, таквите личности се препознавани од личностите кои се отворени за вистината. Не случајно Христос вели, никој не може да дојде при мене, ако не го повика мојот Отец кој е на небесата. И тоа е тој момент на препознавање, тоа е тој момент кога ќе ги препознаеме таквите луѓе, тоа е тој момент кога ќе ги препознаеме таквите луѓе во заедницата во која сме, така натаму. И само што можеби бројот на тие луѓе е таков како што е, но како што еден прекрасен духовник пред едно 25 години ми кажа, брате мој, ние никогаш не знаеме од наша перспектива гледано на нивата дали има повеќе жито или како. Тоа Бог го знае. Така да се ова би завршил. Големо до двајцата гости наши. Сега поминуваме првиот дел од денешната, од вечерашната дискусија и пристапуваме кон вториот дел, а тоа е взаимната дискусија меѓу нас. Јас веќе направив забележав еден куп белешки кои што може да се резимираат во неколку куси прашања. Во принцип, на едно ниво јас се согласувам со повеќето од работите што ги слушав. Ја впечаток дека премногу сме задржани на едно персонално ниво. На едно, дури, тоа е убаво, но тоа е сепак едно основоположно ниво и ние ако одзумираме малку наназад, ќе видиме поширока слика. Широката слика е именно сликата за христијаните кои што се во овој свет присутни, кои што живеат и кои што действуваат во него. Сега, прашањето да гости. Дали тие христијани може да избегнат идеологијата и дали се стварно повикани на света задача и мисија да се борат против идеологијата и да прават некакви христијански идеологи критик? Дали сме на тоа повикани ние и дали ни е тоа главната цел? Знаејќи историјата на црквата дома, знаејќи историјата на сите тие случувања што ние ги имаме низ историјата, низ минатото на христијанството, ние ќе видиме дека идеологијата не дека била толку изолирана. Не само што не била изолирана, туку не секогаш не се гледала како аномалија. Во православното предание, во православната традиција, царот Константин и царот Јустинијан се светители. И тие имале јасни програми и биле на таква позиција да извршат пресудно влијание врз судбината на светот, историјата, цивилизацијата, политиката, културата и така натаму. Ќе кажеме ли дека тие сгрешиле заради тоа што ја христијанизирале Европа во времето во кое што живее? И веднаш после тоа ќе го поставам прашањето, дали ние ако си зададеме слична задача, макар многу помалечки од нив, ќе сгрешиме и ќе требаме да се осудиме самите себе си дека сме си идеологизирани, а не треба. Тоа е едно прашање, значи едно како сет контра на ова што го кажа. Јас се согласувам со многу од тоа што го кажа, но дури да ми се верува дека јас го давам овој противаргумент, ама некој мора да го даде овој противаргумент. Што правиме со ова страна? Она што го кажа
за светот. Нели дека христијаните, ако Бог е со нас, кој ќе е против нас, така се. Но нели е тоа еден малце премногу опуштен однос на светот. Е тоа малце хипи некако, премногу love, peace, harmony, се е окей, се е супер. Да, се е окей, се е супер, ама има и нешто што се вика борба, духовна борба, внатрешна борба, ама таа внатрешна борба и се екстериоризира на надвор. Не сте од овој свет. Светот ве мрази, така, значи имаме доста места доволно е во Светото писмо, да не ги редиме другите извори од преданието, кои што кажуваат дека не е толку еднозначна целата приказка. И од Христо на слична фреквенција, дали плурализмот не го взимаме премногу здраво за готово како единствено решение, како единствен концепт за тоа како да функционира општеството и светот. Чисто го проблематизирам. Го проблематизирам како позиција заради тоа што понекогаш некои работи ги ставаме во она група нешто што ги третираме како аксиоми. Ги причислуваме кон христијанската аксиоматика. Чекайте, христијанската аксиоматика се знае каде. Плуралистичкото општество не е само по себе аксиом, но може да биде, он може да се преобрази, како и секое општество, како и овој свет во кој што живееме, да се преобрази и да му се принесе на Бог. Но дали ние мораме да го прифатиме така здраво за готово, дека тоа е тоа и дека таа преобразба треба да биде само духовна внатрешна, не и надворешна. Дали христијаните не се повикани и надворешно да го преобразуваат светот и доколку се повикани каква треба да биде таа преобразба. Прашувам си. Може, први, ова не ми е јасно во која смисла да се преобрази плуралното општество. Општеството, светот да се преобразува. Јас такво нешто не верувам, лично така. Гледајќи, познавајќи историјата и доволно нешто баш многу останали да бум млад. Еве се Коста веќе пиени се браде. Јас во такво нешто не верувам. На крај на крајите јас не сум избрал да живеам во вакво општество. Ова општество наметнато, ако мен некој ме прашува, јас би сакал да живеам во некој подруго општество, но тоа општество можеби на некој друг не му се допадне, така. Да. Да. Значи, јас како христијанин, тоа е суштинскиот аспект на нашето излегување надвор со нашето осознавање за реалноста, со нашето осознавање за вистината и со нашето осознавање на најдобриот модел за тоа како да си го живееме животот во овој ваков свет. Значи, јас себе си се доживам, например, понекогаш како трговец. Затоа што навистина е така, ние како христијани излегуваме и на луѓето од овој свет им нудиме модел на живење. Како што овие што нудат здрава храна, некој нуди ова, некој нуди ова и така натаму. И во ова плурално општество ние сите изнесуваме идеи, изнесуваме ставови, изнесуваме модели на најздраво живење, најквалитетно живење. Сега целата работа е што според мене и според моето искуство и според осознавањето на некаква објективност што јас не доживеа како субјект, познавајќи доста луѓе кои живеат со овој модел, тогаш јас со сериозност и со сигурност излегувам на пазарот на идеите, велам, луѓе, овој модел е најдобар. И не само за овој свет, туку и за останатите димензии на Тоа е доста капиталистичка перспектива. Така е. Да, ние не излегуваме така. За апостол Павле кога отишол во Атина тамо и во мноштвото тие богови, он не кажа, види се, има нешто друго. Тоа е тоа. Значи, и тоа е моето доживање на нешто. Особено во ова плурално, либерално, глобалистичко општество, пошто ние сме ставени денеска во идеологија. Во идеологијата на квази либерализмот, пошто и христијанството има за тенденција да не ослободи во вистинска смисла на зборот, и често јас либералите говорам за тоа кој е повистински либерал, они мене навикува дека сум конзервативен и фашист. Јас така ме доживуват. Да, јас викам не сум конзервативен, но фашистот е помалку.
Туку сум евангелски христијанин, православен христијанин, тоа се моите вредности, мојот модел на живење. Они го доживуваат тоа како што го доживуваат. Да, тоа е нивен проблем, дали ги познаваат по имите, така натаму. И јас и многу често кога комуницирам со нив, велам дали вашиот модел на живење што го живеете, дали навистина го ослободува или уште да прави уште поголеми робови, така на разни зависности, лудости, болести од овој ваков свет. Заблуди, така натаму и така. Значи, јас според тргнувам себе си и навистина морам да признам дека јас сум дојден до таа ситуација да се доживувам себе си како не сум индивидуалист, јас сум секогаш тимски играч, го сакам соборниот аспект, но реалноста ме фрла секојдневно во тој индивидуализм. Во која не сакам да бидам и не сакам да сум, но тоа е реалност. И сега јас во оваа цела ситуација, за да го осмислам моето постоење и да зрачам, да имам некаква мисија, да пренесам некаква порака, совет од моето искуство, од тоа што сум го осознал, јас излегувам на пазарот на идеите, дали тоа Facebook, дали тоа YouTube, дали тоа некоја друга социјална мрежа, дали се тоа предавања, литургија, средби, ова не е битно. Јас излегувам и сега има луѓе кои ги прифаќаат, има луѓе кои не ги прифаќаат, има луѓе кои се и агресивни во однос на тоа што ја го говорат. Например, нив не им пречи само оно што убаво нарекуваш христијанска етика и така натаму, или христијански модел на живење, христијански вредности. Самата идеја на Бог им пречи. Тоа што самата идеја на Бог е крајно проблематична во системот на нивната либерална идеологија, кај што се релативно, како има Бог, ништо не е релативно. Тоа е еден многу интересен. Суфирија мислам дека Коста, често сме ги правили тие муавети, особено има искуство од Запад, затоа што ние тука имаме некако ехо, осетото на Запад тоа е и како силно присутно. Ја Петро топка да Освен ако исто не се Не, во ред, се вклучаме. Јас ќе се обидам да одговорам конкретно, најконкретно што можам на твоите, така да ги кажем, забелешки во случај. По прашање на тоа како да се извлечеме од оваа многу мала, така да кажеме, речиси индивидуална перспектива за тоа што значи се биде христијани. Како прво, ние мораме да се соочиме со еден факт и тоа е по мене екзегетски новозаветничко и денеска речиси, барем од тоа што јас го читам, јас го разбирам, не се доведува во прашање, тоа е дека ескатологијата на раната црква, особено на новозаветната црква, била ескатологија која воопшто не очекувала дека светот ќе трае 2000 години. Тоа е ескатологија која тие очекувале дека Мараната, Господ доаѓа, утре, заутре стигна. И тие воопшто не граделе визија за тоа како може да се живее во свет, тоа ви како да сте на железничка станица и го чекате возот. И вие не можете да изградите етика на живење, постојано место на адреса, ако чекате воз кој што треба да се качите, секој минута ќе дојде и треба да тргнете. Значи тоа е една работа која мора да имаме предвид кога размислуваме за, особено мислам дека и темата и на која што ти Билан посочуваше, тоа е и преданието како така. Предание и како тоа предание се, да кажеме, поврзува или транспонира низ последните 2000 години. Ако тргнеме од ова што го гледаме, од една социјална група на луѓе, речиси комунистичка, која споделува се, што има приватно едно за друго, живее во комуна и така натаму, Светиот Дух казнува брачен пар, паѓаат мртви на земја затоа што лажат дека и тоа дале нешто од парите, него сокриве нешто. Значи тоа е една работа која ние мора да имаме, да ја земеме предвид, кога размислуваме како од тука и од ова прогонувано малцинство, кога прва Петрова е пишувана, на кој што кога Петар им пишува таму на тие вика на луѓето низ Галатија, не знам, низ Мала Азија во моментот, Римското царство има отприлика некои 80 милиони жители, од кои што најмногу 3,5 до 5.000 луѓе се христијани во тој момент. И немаат никаква инфраструктура да се поврзаат, да имаат како. И сега како христијанство кое зборува толку храбро, како да се живее во овој свет,
благодарите му на Бог што ве прогонува, како сме дојдени до тоа христијанството да стане на некој начин една водечка Кристендом да се развие, без разлика дали на истокот или на запад. И тоа е прашање. Сега јас ти ги спомна Константин и го спомна Јустинијан, така? И двајца да се сетите. Меѓу другите, да не зборам за други, има еден друга личност кој се вика Теодосий, така? Ако Константин не го воспоставил христијанството за религија која била единствена религија во Римското царство, го легализира. Оно што тврдел дека христијанството може да биде единствено е Теодосий, и тој што јас знам не е светител. Не, знаеш зошто? Затоа што има многу крв на своите раце во најмала рака. Не смел да влезе во базиликата кај во Милано кај Амброзий. Не смел да влезе на. Зошто? Тоа сакам да го кажам јас. Една работа е манифестацијата историска, која се случува како таква. Дали е тоа желбата на Иракли во раниот доцен 6-7 век, дали е желбата да ги привлече во својата Северна Африка, која што е кошница со леп, дали да ја привлече на своја страна, и затоа тогашните, да ги кажеме, мијафизити или монофизити и така натаму, сака да ги привлече на своја страна, и затоа го заедно со Сергиј, патријархот од Константинопол во тоа време, се обидуваат да изградат една нова идеја која ќе ги обедини. И таа е политичка идеја. Како така? Таа не е првенствено теолошка. Он сака тие луѓе да му се приблучат да знае дека Северна Африка може да му избега од влијание. Тоа е еден концепт за кој што јас мора да размислувам. Втората работа, ако размислуваме за преданието, на кое што ти асоцираш и зошто некои од овие луѓе создале вовеле христијанство, тоа се историски феномени за кои што јас не можам да ги гледам само од перспектива се случиле така, и само зашто така се случиле, морало Бог да кажа дека тоа е така и добро. Бог го користи и на Навуходонозор. И вика, овој е мојот слуга. Меѓутоа некој да ми каже, или Кир е мојот слуга. Некој да ми каже дека Кир бил морална личност, добра, висока и не знам така, во Персиското царство, јас би бил крајно со сомневање би гледал на таа. Една работа како Бог го користи во една дадена издвоен сегмент. Ние повторно сега се соочуваме, според мене, Мила, не како ќе ја читаме историјата, според мене, туку како ние ова Евангелие кое ни е дадено, кое што се задржало ни сите историски сито и решето и премрежија, и како тоа сега стигнало до нас, во ситуацијата во која што ние се наоѓаме. И морам да кажам, како протестант, ова го зборувам, може би има малку, иако и протестантизмот си развил некои своји традиции, за кои што сметам дека се токсични и воопшто не на некој начин не христијански, така да се изразам, и ние сите заедно имаме многу зашто да му се извинуваме на светот. На мене ми е, од една страна, исто, така тоа морам да го кажам, кога ја гледам таа траекторија од 2000 години, траекторијата за тоа што каде се случило, јас си земам за право да кажам дека во дадени моменти можеби со Божјото провидение Бог нешто постигнал преку тоа. Но што се случувало конкретно во дадена ситуација? Дали било во ред дека сега Кирил од Александрија да се појави со војска за време на овој соборот во Ефес. Со 300 монаси доаѓа со мечеви, со копија доаѓа и вика, ние ова ќе го воспоставиме. И сега ние читаме многу од неговата теологија која сметаме дека е многу добра и возвишена и е инкорпорирана во тоа што го веруваме денеска за Бог, нели, и така натаму, како е една во две природи и така натаму и така натаму. Но истовремено некој да дојде да ми каже дека тоа што го направи во тие дадени моменти работи, или христијанството што направило во Александрија, или како се однесувало кон Ипатија, како математичар и жена, за која што големи сомнежи, не велам дека е така, но големи сомнежи постојат дека била убиена токму заради поттикот на омразата, така се зборува, на христијаните во тоа дадено време, ние мораме со тоа да се соочиме. Тоа се факти кои што јас според мене кога го читам Евангелието, мене ме засрамува. И тоа не зборувам само за источна, западна, јас зборувам за сека. Кардиналот Нјуман, човек кој од високо англиканство се префрлува во римокатолицизам во Оксфорд и кој е еден од основоположниците на така речениот Оксфордско движење за трактаренците и
на некој начин сака да направи една целосна ревизија во тоа каде стигнала англиканската црква и каде тој би сакал да ја види во рамките на Римокатоличката црква. И он е еден од тие во 1840 така некада година пишува книга за која се обидува да објасни што е традиција. И не успева. Дава 7 точки за тоа што е традицијата и што е преданието. И ако го читаш и го гледаш правилно, тој се обидува да објасни како во дадени моменти историски феномени некои работи се случили и тие морале да бидат точни и токму затоа црквата е тоа што е тоа, како што го гледа. Јас сите тие работи ги читам. Јас професионално како теолог ги имам пред мене како предизвик и морам да ги читам и морам да ги знам. Но како јас сакам да гледам на нив? Јас сакам да гледам на нив низ Божјата промисла. Но не можам јас да ја украсувам. Не сакам орнаменти да ставам на христијанската историја. И јас лично сега сметам, според Божјата промисла, за мене е најдобро што јас немам лично, зборувам како и христијани и општо земено, дали е тоа римокатолицизмот, дали е православието, дали е протестантизмот, особено протестантизмот или евангелско христијанство во Америка и културните војни во Америка. И желбата да се придобие конгресот, да се придобие сенатот, да се постави председателот неговото и да се некако на тој начин заврти ова работа. Е така, за мене етиката и етосот на овие работи дефинитивно бара да сме политички ангажирани. Таа работа да не сме политички ангажирани. Ако една од работите што јас ја забележав во ова мое тука излагање е дека нашето повлекување од тоа да сакаме да имаме моќ, да ја грабнеме моќ, не ослободува од општествената одговорност да ја кажеме вистина на таа моќ. Доста се зборува за одговорност, не и за да моќ. ги поднесеме така, и да ги поднесеме одговорностите и последиците на тој наш став. И тоа за мене е супер. Пред некое време тука имаше, дали мислам дека беше Кураев, гостин во Скопје. И он тоа го каже, дека некогаш црквата била прогонувана, некогаш црквата била прогонувач, така кажа, значи таа прогонувала, Богун или прогонувала, не знам, имала сила и Бог, и била во војни и така натаму. Сега вика е неутрално, ни тваму ни таму. И лично тој вика, мене ми вака најдобро во моментот. Јас лично сметам дека тоа е на некој начин најдобрата работа. И сега, што јас сакам ова да кажам? Кога ќе стигнеме до крајниот момент, што треба јас да направам во етичка смисла на збор, и како јас треба да се соочам со естаблишменти, со идеологии, како јас треба да се соочам со, така да се изразам, со светот околу мене, јас повторно се навраќам на тоа што го кажа Роан Вилијамс, Евадри и Дитрих Бонхофер. Внимавајте се, Дитрих Бонхофер вика јас не сакам моќ. Јас сум виновен и нема праведност во мене, Бог може да ми ја даде само праведноста. И јас не сакам светот да го сведам на моето разбирање како на мене ми одговара како христијани треба да живеат. А знаеш што прави Дитрих Бонхофер? Учествува во обид за атентат на Хитлер. На 8 април ќе биде обесен по директна 45 година, по директна директива на Хитлер како одмазда што учествува во тој обид Хитлер да биде убиен еден месец пред капитулацијата. И овој човек знаеш што вика? Јас ќе учествувам во обидот да го убиеме Хитлер. Ама никогаш нема да се изземам од одговорноста дека учествувам во убиство. Што сака со тоа да каже, Милан? Ќе учествувам во и дури и обид да заземам некаква позиција на моќ за да се ослободам од едно големо зло, ама моќта не ја сакам. Само кратко би реплицирал, точно кај Дитрих Бонхофер. Она идеја дека јас ја немам праведноста, или како бе праведноста рече така? Така да. Но Бог ме закитува со праведност. Да помисла дека мојата праведност е уствари нешто што ми е од Бога, така, дадено и сипано одгоре, знае да биде опусно. Не мислиш? Се согласувам со тебе. Уште нешто, Така да. не би Интересна брзал, дебата ќе биде. не би брзал од пак мојата православна Така. перспектива, да ги изедначам Навуходоносор од една страна со Јустинијан од друга страна. Заради тоа што преданската перцепција на овие личности, вклучително и на Свети Кирил Александриски, ја нема таа потреба да се дистанцира од нив и во еден прилично би рекол секуларен манир, иако знам дека тоа не ти е патосот и тоа не ти е целта, е прилично
навик на секуларен манир, да се дистанцира од сите оние нешта кои што, тргнувајќи од одреден систем на вредности, уверување и така натаму, ги смета априори како правилни и потоа сето останато се обидува да го толкува низ таа перспектива. И секуларниот, би се дозволил да кажам, морализам или либерален морализам го прави истото со христијанството и со историјата на христијанството. Дали нема некој малку постабилен критериум кој што ќе ни помогне да се дистанцираме од себе си, од собствената праведност, макар таа собствена наша праведност да биде и од Бога сипана врз нас, според нашето убедување. Супер. Прво, мислам, ние претпоставувам, знам каде целиш кога зборуваш за таа праведност која е озлогласена, така да се изразам, особено на истокот, според реформираното размислување дека таа е праведност која ни е дадена, која е од надвор вградена во нас и така натаму, на англиски imputed righteousness. И јас лично, еве исто како теолог и како протестант, во целост се согласувам со источната мисла по овој прашање. Значи, воопшто не размислувам на оваа тема на таков начин. Одмah ти дадам одговор. Дитрих Бонхофер е реформиран теолог и тука нема што да дискутираме. Дури тој дебатира кога зборуваме за теосис, кога разговараме за идејата на обожувањето, за кој што тој добро запознаен како теолог, тој лично ја смета за нешто сосема неприфатливо од неговата гледна точка. И дори вика Бог стана, нели, оние го зема тој, така да кажеме, силогизам или како да го наречеме на изјавата на не е битно на неколку рани црковни е припишана. Бог стана човек, за човекот да стане Бог. Бонхофер ја зема и вика Бог стана човек, за човекот да стане човек. Тоа е неговиот одговор на таа Тешко да станеш човек, Не, но идејата за праведност, јас се согласувам целосно со тебе и Дитрих Бонхофер тука воопшто не зема теолошка во етиката зборувам сега и тие мораме да ги разликуваме. Напротив, што сака да каже Дитрих Бонхофер е дека настрана идејата она за спасение, дека таа праведност што можеме да добиеме како Бог нас не гледа, е праведност која може само да ни биде речиси вештачки како преку инка вложена во нас и сега сте како гориво некој ставено, сега сте подмачкани, имате праведност, улје доволно и може да функционира системот, ако не ќе прегорите. Може би он така размислува во тие теолошки дебатирања, но во етиката воопшто не размислува така. Напротив, во етиката тој размислува на следниот начин. Јас овој свет ниту го создал, јас не сум почетокот и крајот на овој свет, јас овој свет не го дефинирам. Јас сум тука да видам сведок за Исус Христос. И како таков сведок за Исус Христос, како заедница која е влезена во дискурсот со сето друго што се случува околу нас во светот, со какви било други размислувања, идеи, идеологии на крајот на краштата, уверување и така натаму, јас сум тука како сведоштво да зборувам, да отворам простор за другиот да се изрази на начин во кој што малцинството никош нема да биде прегазено од мнозинството. Им дадеме таков простор. Тој го вели тоа. И тоа се однесува на евреите, во конкретна ситуација во Германија и така натаму. И кога тој тоа го презема како идеја во себе, тој вели вака: но јас не можам за себе да тврдам дека кога јас овие работи ги правам и кога јас учествувам во нив, дека јас недвосмислено ги правам затоа што јас сум 100% сигурен дека јас сум во право и никој друг не е во право. Он многу скромно, многу така етички сака да остави простор и да каже: јас оставам простор дека се што правам не можам да го гледам од перспектива на Бог, можам да го гледам само од перспектива на човек. Понатаму, значи не можам да отидам. И тоа е по прашање на идејата за самата праведност. Ако веќе дискутираме за неа теолошки, лично јас ја следам идејата на Ирене Лионски и сето она што од таа антропологија произлегува, вклучувајќи идејата за однадвор дадена праведност. Но се разбира, ова е премногу мал простор, нити место кај што јас можам да објаснам се вкупно да го образложам. Другата работа за тоа како ние можеме да живееме во свет, како што ти викаш, да се абстрахираме и да се дистанцираме од луѓе, дали тоа бил Кирил Александрийски, дали тоа бил Константин и така натаму. Јас вака ќе кажам: напротив, јас не се абстрахирам од нив.
Тоа што јас сакам да го направам е да се поистоветам со гревот на мојата заедница. И да кажам, за таму каде што сметам дека мојата заедница е одговорна и виновна низ историјата, за тоа јас да кажам извинете. А истовремено да се воодушевувам на сето она што во овој контекст Кирил Александрски го има напишано, а човекот е, мислам, што да кажеме за него, како тако. Така што јас уживам да ги читам неговите дела, уживам да размислувам како тој успеал да воведе на таква силна, мокна идеја, како ние денеска до денешен ден да размислуваме за Исус Христос, како Халкидон подоцна 20 години ги дефинира сите тие негови идеи и како за жал црква да се поделува токму околу тоа како ќе го толкува Кирил Александрски. Дали од една, дали од друга страна, или како ќе толкува некој од делата кои се напишани до таа година. Но ако продолжиме понатаму низ историјата, дали е тоа така нешто филозофски ако сакаме да погледнеме, ако сакаме да гледаме историски, општествено, политички, геополитички, научно на крајот на краиштата, јас сум длабоко убеден дека Бог во она што ни го дава на нас како Евангелие, го воспоставува да биде вистина низ сите генерации. За сите нас таа вистина мора да биде иста. За Кирил Александрски, за Павле, за Максим Исповедник, за Симеон Новиот Богослов, за Џон Весли, не знам, и така натаму, па до денешен ден, да ги земам сите тие мислители и христијани. Тоа е мене што ме потикнува. И јас никогаш не сакам да се иземам од групата. Значи, јас длабоко сочувствувам со ситуацијата во светот денеска. Јас не се иземам од тоа што се случува, например, еве пред неколку недели во Белград имаше геј парада, така? И не знам што да беше, и во тој контекст имаше луѓе со големи крстови дојдени и со стапови. Се извинувам, но отидовме се извинувам, јас така да живеам така. Многу надворешно. Има секакви луѓе кои секако се маскираат, секакви етикети се стават, но пред малку според мене го допре она што јас го доживам како предание. Значи вистината, истата, вистина, истото доживување, истиот пат, истото очистување, истото радување, истото тажење, истата борба, што имали Павле, апостол Павле, апостол Петар, Свети Игнатиј Антиохиски, Свети Иринеј Лионски, Јустин Филозоф, Василий Велики, Јован Златоуст, и после одиме Серабин Саровски, Весли, или Фрањо Асички и така натаму. Значи, тоа е тој живот во таа вистина. Сега, како таа вистина, низ тие конкретни личности се манифестирала, тоа доаѓа од нивниот карактер, темперамент, како што и темпераментот на Кирил Александрски. Многу интересно треба да се чита неговото житие и да се види. Значи, сите ние, кога ќе застанеме како личности, излегуваме пред Господа со нашата природа која не е совршена, но и со нашите личности, карактеристики кои се така како што се. И Бог ни така благословен да биде. Апостол Павле не бил исто апостол Петар, доли дошло до судијата. До силен судијат, да. Значи, тие зборувале да е ниста вистина. И тоа е тоа. Значи, таа вистина, тоа предание, тоа што е за мене суштината што треба да се сведочи на ово општество во кое ние живееме, македонско општество, и денеска во светот, таа вистина во која живееле, со која живееле и со која се спаселе овие луѓе за кои ние ги спомнаме. Тоа е преданието. И тоа е темелот, според мене повторно, тоа е темелот на оно што се обидувале во историјата некои мислители да изградат како некаква христијанска идеологија, колку е тоа исто така успешен опит. Например, јас најчесто го цитирам Иван Александрович Илин, што е за мене феномен. Тој човек на вистина како правник и философ, значи тој има обид еден за такво нешто, но не може во овој свет и да се направи еден совршен систем, еден совршен модел. Па Евангелието кога го читаме заред тоа нешто посовршено, тоа не може да се намери. Тоа е нешто што мора однатре да го. И тоа е тоа предание. Мислам дека Милан не знам дали ќе се сложи со мене, но тоа е тоа предание. Јас кога ги
читам доживувањата, искуствата на светите оци, колку читам Евангелието. Јас тоа многу често кога сум го сведочел, кога прв пат ми падна по раце книгата за Старец Силуано од архимандрит Софрони. Значи, тоа ми беше книгата која мене ми направи пресмртно живот. Значи јас нешто внатрешно сум почувствувал, сега не одам на никаква емоција, но нешто длабоко. И сега јас, наистина, Евангелието ме допираше, но многу работи ми беа многу високи во Евангелието. Но кога го чита Стилуан, тоа што он ми го пренесе, тоа ниво и таа вистина и таграта му, тоа ми беше тој потик, значи, за да јас почнам да разбирам многу нешто и за себе си, и за мојот живот, и тука е тој момент на објективизација. Јас и ти кога се сретнам како дух, значи има нешто што мене ме привлекува, нешто препознавам кај тебе. И тоа го одржува нашето пријателство, или со Ристо, или со Мила, или со овде присатни. Тоа е тоа, тој внатрешен дух, и тоа е за мене тоа предание. И тоа кога ќе го видам кај некого, кога ќе го доживеам, викам, дечки, тоа е тоа. Сега прашањето е може јасно во кривот. Јас излегувам на Мегдан, да се провериме дали тоа е Јас не сакам да датирам дискусијата, веќе јас сум верен во вечер. Вториот на Ристо нема. А има уште неполни 10 минути. Така што Не знам, многу вака финишот отец Ивица зборуваше за привлекување помеѓу нас, мислам во денешно време Тера мајта значи колега со тоа привлеканијата. Успеале да ти го бетонира. Не успеале ништо. Тоа беше не идејата. Знаеш како, значи, види, проблемот на било кој, да кажам, создавање на некаква институција. Значи, не го сваќам тоа негативно кај христијанството, но е. И самото христијанство се подели, станало плурал. Така. И во однос на, да кажам, на еврејството и на исламот, тоа се тие монотеистички аврамитски традиции. И сега секој, тоа е интересна таа диалектика, може и таа противречност внатре секој од верник, ако е. Значи, тој трга од позиција дека неговата форма е апсолутната вистина. Значи, не можеш ти поинаку да го поставиш тоа. Значи, црквата верува во тоа дека Светиот Дух ја води. Мотивира во Света Тројца. Како може? Ама чекај, Светиот Дух сега иде и преку овој епископ делува, преку овој не делува. Значи, како? Чекај, што е тоа? Како може ние да знаеме? Да, преку свештениците не делува или преку обичниот светот? Црквата е цело, значи не е тоа само епископ. На Вселенските собори биле епископите. И сега низ целата црква Светиот Дух ја води низ историјата. Ако се сетиме на Свети Максим Исповедник, сепак има учење за историјата. Кај Спиноза нема, кај Шопенхауер нема, кај Хегел има. Кај Свети Максим има, но не е хегелијанско, но и дава смисла на историјата, што значи дека христијаните низ историјата, нивната етика, постојат некои вечни парадигми и вистини, но личностите кои се раѓаат се врзани за конкретното време. Имајќи ги тие вечни вистини и нивната врска со конкретното време, нивната цел е да го спасат тоа конкретно време. Точно. Значи не да се враќаме раната црква, па да се конкретното време да го спасне, бидејќи со нас се резолира, бидејќи е медиумот во кој што има evolvement, kinesis. Така, историјата е многу битна, не е илузија. Историјата. Значи така, значи и сега тргаш од тоа и сега нормално е да не се согласиме со муслиманите и со евреите и внатре плуралното христијанство да имаме забелешки или за други, затоа што така визави, само визави за да се видам и кон Милан и кон тебе по прашање. Токму тоа го мислев кога јас ги спомнав овие конкретни личности. Јас мислев дека духот си, како јас можам да кажам преку овој дел или преку недел, но некакви манифестации, кои што јас ги сметам за нехристијански. Не можам да ги покрстам. само толку. Бог може да действува преку сите нив.
Ама Да, па не, може Бог, не знам, ќе дојде. Ама и преку Дошол- нас действува така, Така. ние се правилно правиме. Но, дали кога тоа дека ова плурално општество идеално во оваа насока, како што го кажал Кора. Тоа што е плурално, тоа не значи дека не е догматско и дека не е Така. воинствено. Ама работа. Така. Значи, апсолутно, Ама работа. плуралноста е дозволена само во оној миг кога треба да го критикуваш и да го истражиш настрана тој што ти смета. Во овој случај апсолутно христијанството смета и цела Европа е моментно на многу сериозни искушенија, например, за да не биде обвинета за исламофобија, таа воопшто не го критикува ислам. Тој го критикува христијанството. Се кажува тие некои идеи кои што, например, и плуралното општество може да го замисли само врз база на тоа што е внатре една христијанска струја која што го поставува така да функционира. Именно да ја почитува слободата на другиот. Именно Бог ја почитува слободата некој да му каже не верувам во тебе. Тоа е и сега тука можам да ја завршам дискусијата со еден мој професор Никол Ѓошевски, кој што е можда интересен и тоа е баш покажува што е кинезисот на времето. Затоа што нели марксист, главно атеист, и тој нели ревајќи се со прашањето за Божјата екзистенција, што е филозофско прашање, вика јас можам да сватам луѓе да тврдат дека нема Бог. Ја не можам да ги сватам луѓето што сакаат да нема. Тоа е сериозна проблематична психологија. Да. Затоа што еден Ларсон Триер, значи вели, ја би сакал да има Бог, но нема. Тоа е неговата позиција. Но ова се потреба психологија која што сака да нема. Дали со тоа го потврдуваат неговото постоење, таа борба, рвање со Бога, тие што сакаат да нема Бог или оние што едноставно велат нема Бог. Можда овие што се борат со него, можда го потврдуваат неговото постоење многу посилно него се друго. Мислам дека ова беше одличен старт со форумот. Беше една многу убава дискусија, отворивме доста теми, не ни е целта да ги затвориме. Целта е да се отворат што е можно повеќе теми, можеби сега ќе останеме уште час и половина да се правиме горе, но успеавме да се вклопиме перфектно во оваа рамка од час и половина и Немаме време за прашање се. па го употребивме целото време. Да се внимаваме, да. Така што би се задржиле на овој формат, доколку има можеби некое Горливо прашање. ефтен горливо прашање од малата но избрана публика тука, може евентуално да обезбедиме некоја минута за него. Доколку не, Чувајте ги да за го испочитуваме, Да. да го испочитуваме вака по швајцарски времето, тајмингот. Моја благодарност по домаќинот, отец Ивица. Не сум по домаќин, јас сум домаќин. Сега. Благодарноста не е од мене, од Ристо заедно, значи од нас заедно, вака благодарност до тебе и благодарност до Коста за одвоеното време и навистина плодната дискусија, аргументи и Благодарност за поканата. Јас лично уживав, се надевам вие и публиката. Благодарност затоа што еве сепак не собрате тука ова наше искуство, сознание, доживување да го имитуваме. Да. И се надевам дека ќе помогнеме да го исполниме времето на сите оние што не слушаат и не гледаат. Се надевам.